Беше тоа на 7. мај 1885 година, кога во Кавадарци, во семејството на Паис и неговиот син Александар Велков се отвора винаријата Тиквеш. Во почетокот, капацитетот на винаријата изнесувал од 30 до 80.000 килограми преработено грозје, а подоцна тоа достигнува до 300.000 килограми. Произведувале неколку врсти бели и црни вина, гроздова ракија, ликери и сокови од грозје. Соработувале и со познатата солунска фирма Метакса. Винаријата имала и сопствена мејана во која се трошеле исклучиво нивни производи. Во винаријата подоцна, како енолог, работи синот на Александар Пане Велков. Винаријата е национализирана во 1946 година, а средствата за производство им се одземени од државата. Подоцна ги користи новоформираната лозово-винарска визба Белкамен, која се претвора во агрокомбинат Тиквеш. Беше тоа на 7. мај 1948 кога Димитар Влахов испраќа писмо до тогашниот југословенски председател Јосип Броз Тито, во кое се залага 24. мај да се одбележува како државен празник на Македонија. Празникот на светите браќа Кирил и Методи во Македонија уште во 18-тиот век се празнувал свечено и со многу активности, со служби, со литии и беседи за значењето на светителите. Но по Втората светска војна се појавува извесен дисконтинуитет во празнувањето. За тоа сведочи писмото на Димитар Влахов, што на 7. мај 1948 го испраќа до председателот Тито, во кое се залага 24. мај да стане државен празник. Во писмото Влахов ја објаснува потребата од повторно воспоставување на овој празник во Македонија, нагласувајќи дека во Бугарија се празнува како државен празник и се прават обиди браќата Свети Кирил и Методи да се представат како бугарски просветители. Беше тоа на 7. мај 1993 година, кога со одлука на владата на Република Македонија од 20. април, 7. мај е востановен како Ден на македонската полиција, а по повод истиот ден, во 1903 година, кога на Смилевскиот конгрес на Тморо е извршена реорганизација на власта и безбедноста. На 7. мај 1991 година во Москва умре Васил Икономов, македонски писател и преведувач. Тој е еден од основачите и првите уредници на книгоиздателството Мисла во Скопје, член на Друштвото на писатели на Македонија и на Сојузот на писатели на Советскиот сојуз. Автор е на стихозбирките Жерави во пламен, Разделбата на крвта со огнот, Мртвите пешачат боси кон една генеза. Роден е во Скопје 1945